Гушави глави. Менеджер е нешто како директор што им наредува на сите луѓе да го прават тоа, ти прави ова, ти прави она и многу други работи. Тој е како директор. Менеджер е нешто како директор и тој има многу обврски и им кажува на други ти ќе го правиш ова, ти ќе го правиш ова. А менеджер е нешто помеѓу шеф и директор и он им наредува на луѓето што да прават, ти ова ќе го правиш, ти она. Тој е некој главен во фирма што им наредува на сите и тој има најголема плата. Менеджер е нешто слично на директорка што наредува на луѓето што да прават, ако сгрешат нешто, тие ги казнуваат, а тие што ќе се завршат добро работата, ги наградуваат. Некој главен во филм, тоа некоја шефица или шеф кој мисли дека е најможен од сите, како глава на семејството. Менеджер е некој човек што е многу важен, тој е нешто како директор и се прави дека е многу главен и ако некој не работи добро во работата, тој може да го казни и да не работи више во таа работа. Менеджер што е како главен, ама не баш главен, го има во кафаните, во дискотеките. Не познам не ќам ни да запознам. Ако видам, одма трчам. Некој одговорен во фирмата, некој што газдата го поставил да биде менеджер. Тој може да биде и директор и да биде само шеф. Менеджер е човек што им кажува на работниците во некоја фирма што да прават, а и некогаш се прави многу важен. Цело време во контакт со газдата и газдата него му кажува што да прави. Гушави глави! Тој може да наприма на работа нови луѓе или да ги избрка другите луѓе. Има и менеджер во кафана и тој таму им кажува на конабарите што да работат. Се прави важен. Многу лоши работи. Кажа некои лоши работи. И им вика на некои стари девци, баби, дека не се убави, дека се грди, дека се никакви. Тој нема баш најголема плата ако не е толку многу богат. Тој не е исто како што е исто и газ. Но понекогаш тој се прави многу важен и сака да ги малтретира работниците. Менеджерот не е поголем од газдата. Тој мора да го чува, да го слуша газдата, дека тој одлучува за се. Секој утро треба да му подели нешто да работат. Ти прави тоа и тоа. Да, тој е нешто како шеф и директор, нешто помеѓу. Тој е задолжен да прави план на работа. А потоа тој на сите вработени им дава задолжение. Тој комуницира со газдата и газдата му кажува на него што да обрна внимание. Или ако нешто не работа добро, ги брка од работа. Не познам не ќам ни да запознам. Ако видам, одма трчам. Собира плата секој ден по неколку пари, ама не е баш толку многу пари. Ако собере секој ден по малку ќе стане и тој богат. Ќе има може би највише пари од сите. Тој мора да го слуша газдата,
Ама скоро исто кога газата може, ако некој не работат добро, може да ги брка од работа. И секој ден мора на крајот од работното време да му каже на газата што се случувало. Дали некој работник не е дошол на работа. Тој и казнува и наградува тие што ќе си ја направат добро работата, ќе ги награди, а тие што ќе ја направат лоша работата, ќе ги казни. А што е еден менеджер? Например, пред се мора да се каже дека менеджерот е исто дел од една цела екипа која треба заеднички да функционира. Нормално тука се разликува кој колку одговорност носи или има. Кај менеджерот прилично одговорноста е многу голема, меѓутоа треба сите заедно да функционираат за да може и менеджерот да си ја врши работата како што треба. Не знам дали е побитен од директорот. Директорот е нормално на прво место и носи огромна одговорност. Например, една од неговите одговорности е да најде добар менеджер. Меѓутоа, пак ќе поновам, една екипа или една фирма и треба секогаш заедно да функционира, тогаш ако се трудат сите заедно, тогаш може секој да си ја врши својата функција како што треба. Да пеам како оперски пеат. Треба да пеам, да се спремам. Чекај, она како беше манат. О соле мио. Моја лична порака до сите дечиња. Живееме во едно време со многу технологија, каде што и нашите родители многу често знаат дали несвесно да не поврзат со некоја технологија која во суштина ни го зема времето да се поврземе со природата. Ставете ги таблетите и телефоните на страна. Не е тоа се. Викаат дека телефоните не споија нас луѓето, меѓутоа не оддалечија многу повеќе. Затоа договорете се со вашите другари да ги оставите телефоните дома и едноставно да излезете надвор и да се поврзете со природата, како некогаш што сум го направил тоа јас, кога не постоеле телефоните. Тоа е права авантура, тоа е правиот живот. Не го кажувам ова само така, пробајте да размислите за тоа, затоа што тоа е нешто многу битно. Природата е тука за да се поврземе со неа, тоа е мојата главна порака до сите вас. Поздрав до сите. Гушави глави.